Добар ден, јас сум Бојан Велјановски. Денес ќе готвиме нов рецепт под името специјалитет. Пред да преминеме на овој рецепт, сакам да упатам благодарност до Радио Есис што овозможи да се емитува ваква емисија на нивниот YouTube канал. Доколку се немате претплатено на нивниот YouTube канал, обавезно се претплатите, стимнете апликацијата на Play Store Еси Радио, слушате добра музика, гледајте и слушате сите нови емисии. Вие гледате Бокис Кичен на Еси Радио. Може да почнеме со подготовка на овој рецепт. За овој рецепт ќе ни биде потребно 1 кг стек, 300 г чадена сланина, 1 главица кромит, 1 морков, 3 чешни на лук, 200 г шампиньони, 200 г кашкавал, 50 г путер, 2 лажици сен, 300 мл крем за готвење, зачин, мешан зачин, во моментот јас користам црвена пипер, копар, босилек, црн бибер, зачин кој содржи билки и маслиново масло. Најпрво почнуваме со сечење на стекот. Го сечеме на неки средни коцки и го ставаме во длабок сад со зачин, со сенф. Ќе измешаме сето убаво и ќе покриеме со стреч фолија и ќе го ставиме во фрижидер едно 15 минути да се маринира. Стекот ни е исечен. Сега ќе оставиме зачин. Додаваме зачинот. Додаваме 2 лажици сен. И мешаме со рака. Да се соедини се заедно. Убаво го мешаме. Ќе го покриеме со стреч фолија 15 минути во фрижидер за да може да се маринира стекот, да биде што повкусен, помек и да ни биде одличен во сосот. Значи го измешавме, сега ќе го покриеме и во фрижидер 15 минути на маринада. Следно ги сецкаме печурките на ситно и ги додаваме во садот. Привршуваме со сецкање печурките, доколку имате вакви малецки печурки, нема потреба многу ситно да се сецка. Следно ќе блендираме морковот, кромитот и лукот. Нема да ги сецкаме, него ќе ги блендираме. Кромитот исто го сецкаме. Го сечиме на 4 дела, за да може да се изблендира убаво. Лукчето само го додаваме и блендираме. Ето, фино изблендирано, изсецкано. Тоа е тоа. Следно е да сечиме чадената сланина. Го отстрануваме дебелиот слој или тегавиот и се ја сечиме на какви парченца сакате такви. Моментално ја се сечем на лентички и ја додавам во длабок сад. Чадената сланина е веќе исецкана, сега може да преминеме на пржење на стекот. На загреана тава го додаваме путерот и малку маслиново масло и оставаме да се стопи целосно путерот.
Кога веќе ќе се стопи путерот, го додаваме стекот. И го ставаме едно 5 минути да ја промени бојата. Веќе стекот ја промени бојата, ја добивме таа потребна боја. Сега следно ги додаваме печурките. Промешуваме. И ги додаваме морковот, кромидот и лукчето. Оставаме едно 5 минути да се пржат и потоа ја додаваме чадената сланина. Откако вака фино ќе се испржи, ја додаваме чадената сланина. Промешуваме и оставаме минутка, две, во зависност од јачината на шпорето. Само нема потреба многу пржење на сланината, пошто су во меснат производ. Следно го додаваме кремот за готвење, 300 мл со сосема доволно. Промешуваме и оставаме некои 3 до 4 минути да може да се соедини се и да добиеме кремаста структура. Следно го додаваме кашкавлот, ситно рендан, за да ја згусни, да го згусни цело јадење. Промешуваме. Може да почнеме да сервираме. Значи во кружна чинија сервираме, декорираме. За декорација ќе користам шери доматче и краставица и макдонос. Едно гранче макдонос и тоа е тоа. Одлично. Овој специјалитет е наменет за 4 порции. За крај, на здравето со една чаша бело вино. Уживајте во викендот пред вас. Ако ви се допадна ова видео, обавезно го лајкнете, шеровајте го, претплатете се на YouTube каналот на ESI Radio, Bokis Kitchen, заследете ме на сите официјални мрежи на TikTok, Instagram, Facebook. Се гледаме во некоја наредна епизода. Не заборавајте да симнете апликацијата од Play Store ESI Radio, слушајте добра музика. А до следно видео, поздрав и чао!